Неуморен во сите негови активности, како во медицината, така и во општественото, политичко и културно живење. Тој е примариус специјалист, ја сака науката, има издадено над 30 научни трудови. Постојано е во потрага по правдата и вистината за Македонија и македонскиот народ. Колумнист, автор на неколку книги, рецензент, поет и репрезентативец во шах. Неуморен борец за јакнење на самосвеста на македонскиот народ, за самопочит и духовна зрелост. Како општествено-политички член на заедницата, беше и советник и председател на Советот на општина Прилеп. Денес е пензионер, но се уште непрекинато работи и твори. Награда за животно дело по повод 3 ноември му се доделува на примариус специјалист доктор Благој Адамевски за особен придонес во медицината и општественото живење. Човекот со своите дела се слика себе си. Тоа е фотографија на човекот. Трудот го создава она што сакаме да создадеме. Нема гениалност. Има само труд, работа и работа. А работата се ќе создаде. Јас си рекол, зарем ќе стасам од се ова што сум го правил. Сете сум стасал. Се тоа со труд направено и со љубов. Љубовта е многу битна. Јас мислам дека е навреда за животот, живот заспан да се живее. Ама презедов чекори кои тешко мислим дека ќе ги реализирам. Ама си велам, па Бог му дава товар на човекот онолку колку што може да издржи. Ништо повеќе, ништо помалку. И јас тој товар го зедов. И почнав да пишувам стручни и научни трудови. Тие стручните трудови ми дадоа титула примариус. Тоа е од медицината. А што со вистината? Постепено, старејќи ја сватив дека повеќе ја кажувам вистината него молчањето. И на крај повеќе не молча. Го направив со 260 мои колумни. Од тие колумни излезе една книга, еве ја. Ако по гребој мереја или по крвој плиснати. 30 години чував за сега да ги издадам колумните. Мојата черка е рецензент и напишала: тоа не е негов хоби. Тоа е негов живот. Длабоко повреден во минатото. Мој хоби е шахот. Прав хоби. И сега играм за Прилеп шах. И во овие години. Од 24 одиграни партии, 20 победи има. Авторот на оваа книга и посветава напишал за Благој Адамевски, еден од најуспешните репрезентативци на Македонија. 2 пати настави за шаховската репрезентација на Југославија со 2 победи. Бев 8 години член на Шаховскиот сојуз на Македонија и Шаховскиот сојуз дописен на Југославија. И бев едно време председател на Шаховскиот сојуз на Југославија за дописен шах. Во шахов издадов и неколку книги. Танцот на фигурите, симпатичен наслов. И втората книга Чапка в шаховскиот океан. Пред моето творештво имам мојата борба. Во таа имам колумни, политика, наука, шах, поезија и рецензии. Вакви имам на 20 рецензии. Ова книга моја се вика Вистина, вистина ви велам. Може би зборовите ги украдев од Исус Христос, ама тоа е вистината. Оваа книга едно време се читаше под клупа во парламентот. За тоа книга јас добив писмо од председателот на парламентот Любиша Георгиевски. Благодарност за убавото изнесеното. Любиша Георгиевски. Тој прв ја прочита. Другата моја книга се вика Познато за познатите. Ја бев член на Советот на Прилеп 8 години, известно време и председавач на Советот бев, и 8 години бев председател на Комисијата за значајни личности и наставни.
Сакајте ја Македонија. Немаме ништо друго освен Македонија. Почитувани присутни, Сретоноевриската награда за животно дело за посебен придонес во медицината и општественото живеење. Така одлучила Општинската комисија за одбележување значајни наставни личности и празници. Голема моја благодарност за ова највисоко признание. Ви благодарам. Со своите дела човекот се слика себе си. Секој успех е триумф на упорноста. Ремек делата никош не биле врзани со парите. Грижата за луѓето ни дава можност да се радуваме. Среќата ќе најдеме само ако им помагаме на другите да ја пронајдат. Многу товар во животот преузедот, во исто време и се прашував дали ќе бидам подеднакво успешен насекаде. Разликата меѓу невозможното и возможното е решителноста. Да бидам поконкретен, факултет, специализација, 46 стручно-научни трудови, кои ги бранев скоро во сите југословенски градови, најмногу во Љубљана. Од нив, потоа имав и публикации, научни трудови, а со тие 46 научни трудови добив извајне титула примариус. Се редат други обврски. Во потрага по вистината со првата моја книга Вистина, вистина ви велам. А потоа и 260 мои погледи, написи и колумни. Овие денови изгледа од печат мојата книга ако по гробој мереја или по крвој плиснати. Мојот рецензент на ова книга, доктор Бијана, мојата черка, ќе напише: ова не е негов хоби, ова е смисла на неговиот живот, длабоко повреден во детската возраст, а лузните од детството тешко зараснуваат. Многу жалам и го вратам погледот гневно по некој пат што не сум можел да видам нешто во минатото што сум морал да го видам. Добив писмо од далечната Австралија, од госпоѓата Дафина, која пишува за македонскиот Визентал, прекројувачот на црвената вистина. Исто така добив од мојот добар домашен пријател писмо од професорот Ѓорѓи Марјановиќ, во кое тој ми се заблагодарува за моите успешни колумни, но на крајот ми вели: тебе ќе те изгази трактор. Тој професор по кривично право и знае што да каже. 2 пати умирав за неа, кога се осамостојуваше и кога си замина. И ќе се молам во Бога да не сум во право. Многу пат и многу пот
Nema краток живот, има само безполезен. Секогаш сум бил приземлен на двете нозе, но никогаш на колена. Што да им порачам на младите? Птиците одлетаа, а гавраните останаа. Им велам, вратете се во своето гнездо, бичи само кај нас, зората ја грее душата. За татковината можеме се да ставиме на коцка, но не смееме коцка да ставиме на татковината. Македонија бара луѓе со чисти раце. Ви благодарам. Морам да ви кажам, ова е мојата внука, која во најсилна конкуренција на Македонија за шах освои 3-то место. Да знам ова.